без способно и храбро синдикално раководство нема успешна одбрана на работничките права. Она што СОНК го направи, раководството на СОНК го направи со одлуката за прекин на штрајкот е во најмала рака дилетантизам од гледна точка на синдикалното организирање, да не шпекулираме нешто повеќе од тоа. Значи, ако нема некоја друга причина зошто го прекина штрајкот во образованието, тогаш тоа е показател на нивниот краен дилетантизам. Зошто е дилетантизам, сега ќе објаснам. Прво, одлуката за прекин на штрајкот доаѓа во момент кога власта се соочуваше со зголемен притисок за остварување на работничките права. Ден пред најавата за протести на вработените во образованието, кои протести веројатно ќе беа масовни и ќе беа дополнителна преговарачка сила за СОНК да ги оствари барањата на вработените во образованието. Второ, донесена е одлука во спогодбата со Министерството за образование за прекинување на штрајкот, а не за ставање во мирување на штрајкот до 15 март. И сега тоа значи дека СОНК самиот ќе се изложи на отпочнување нова процедура за отпочнување на штрајк, кои одредби во законот се доста строги. Значи, тие мора да кажат што ако до 15 март нема да бидат исполнети оние барања кои се договорени во спогодбата. И ако не се договорени тие одредби, тогаш дали повторно ќе го активираат штрајкот. Ако го активираат штрајкот, ќе имат оттежната процедура, бидејќи самите донесоа одлука за прекин на штрајкот, наместо за ставање на штрајкот во мирување. Така што тоа е уште еден показател за нивниот дилетантизам. Трето, кога не можеа да успеат да извојуваат материјални придобивки за работниците во образованието, значи изголемување на платите, бидејќи тоа беше едно од нивните барања, тогаш можеа барем да притиснат за нематеријалните барања. Например, владата во септември 2014 година донесе уште потешки одредби за одвивање на штрајкот во образованието, значи измените во законите за основно и средно образование. Нема тука никакви финансиски проблеми за тие законски одредби да бидат укинати. И тие законски одредби го негираат уставно гарантираното право на штрајк. Во спогодбата на СОНК нема одредби дека власта ќе ги укине тие одредби кои ги донесе со цел да ги притисне вработените во образованието да не штрекуваат. Четврто, СОНК изгледа има чудна дефиниција што значи успешен крај на еден штрајк. За да може да се каже дека еден штрајк е успешен, мора да има барем едно конкретно исполнето барање. Во спогодбата нема ништо од сето тоа, има само најави дека има согласност да се изнајде решение на некој начин. Тоа не е ништо конкретно. Без ништо конкретно исполнето од барањата со кои се отпочнува штрајкот, не може да се тврди дека еден штрајк е успешен. И повторно ќе нагласам поради сето ова. Значи, СОНК докажа дека доста дилетантски знае да раководи со штрајкот, а без квалитетно и храбро синдикално раководство. Едноставно е невозможно да се исполнат работнички барања.